Младоста, алкохолот и брзите коли се лоша комбинација, покажа сообраќајната несреќа која вчера вечер се случи на булеварот Партизански одреди во Скопје. Во несреќата 3 лица се полесно повредени и пренесени во градската општа болница 8 септември, од каде по укажаната лекарска помош се пуштени на домашно лекување. Во сообраќајната несреќа учествувале 3 возила: Јагуар, Ауди А3 и Ауди А1, сите со скопски регистарски таблички. Според очевидци во несреќата учествувал уште еден автомобил Јагуар, кој избегал, но набрзо бил пронајден од полициските екипи во населбата Автокоманда. Возачите на двата автомобили Јагуар се тркале на булеварот, велат очевидците. Синоќа околу 22 часот токму овде на булеварот Партизански одреди се случи тешка сообраќајна несреќа кога се судриле 3 возила. Сообраќајната несреќа настанала како последица на брзо возење. Трките со коли се секојдневие на булеварот Партизански одреди, се пожалија граѓаните кои живеат и работат во близина. Тие велат дека изобилството од алкохол, вишокот адреналин и желбата за докажување со автомобилите речиси секогаш завршуваат со фатални последици, а полицијата не презема ништо. Не го оправдуваме, пошто многу млади, мислам, си го упропастуваат живото. Има и деца и јас многу примери имам од мои пријатели, деца нивни на 8 години, на 13 години, неколку случаи има што са погинати деца. Тоа е болно, траума е за сите млади. Сакам да престанат више тоа. По 150 не се возе од Сити Мол до тука. 150. Кој возе 150? Никој. Црвено, зелено не почитуваат правила, тоа. Скоро секој ден со мотори, со коли се тркаат. Полиција треба поише да има почесто овде за да не има инциденти некои. Значи треба да се почитува туѓ живот и свој. Треба да се вози нормално и да се понаша нормално саобраќај. Нигде не брзаме. Да, има често. Се тркаат и сметаат. Не е во ред. Посебно вака сега кој има матурски или да се пие повише алкохол, не треба да се дава родителите да им даваат на децата да возат. Не треба да се пие ни толку алкохол, пример, сега, и да возиш. Не е во ред. За време на викенди, сончево, тука може 150 да се возе. И на по едно тркало сум ги гледала, не само на Партизанска, и по Илинденска се возе, сегде се возе, и у град се возе, сегде. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот апелираат на одговорно учество во сообраќајот, да не се управува со моторно возило кога се консумира алкохол, како и да се почитува поставената сообраќајна сигнализација. Ова особено се однесува на возачите почетници, каде ризикот да се предизвика сообраќајна несреќа е исклучително висок.